Апсурд се случува деновиве во Виница, каде безмилосно се сечат дрвја на кеот од градечка река. Одлуката за бруталност кон природата е во контекст на проектот да ја поканиме природата во нашите градови, кој преминува во иронија со уништувањето на еден од неубавите зелени делови на градот. Граѓанските реакции се жестоки и тие меѓу останатите на социјалните мрежи напишаа: Во нормална држава за ова се оди во затвор. Па за 20 години повторно ќе пораснат, ако ги посадат. Тоа може само кај нас. Да, убава вест имаме у малото. Са бајлене разбудија моторни пили. Јас и други соседи се буневме и сечењето застана. Ова се само некои од коментарите кои го покажуваат граѓанскиот револт, на што градоначалникот Миле Петков на социјалните мрежи напиша: Потенцирам дека на постојната локација се предвидува да се отстранат само оние дрвја и стебла кои се веќе дотраени или оштетени. На нивно место ќе се засадат нови дрвја, а ќе се постави и систем за наводнување, напише градоначалникот Петков во одговор на граѓаните. Ова не ги смире граѓаните кои со фотографии демантираат дека не се сечат дотраени, туку здрави и убави дрвја. Реакција за еколошкиот дебакл во Виница има и од опозицијската СДСМ, а во неа стои: Очено трудејќи се да им ги замачка очите на граѓаните пред локалните избори, Миле Петков со единствениот свој проект во 4-годишниот мандат најде на остри критики од граѓаните. Наместо да се извини и да ја признае грешката, бидејќи секој прв проект може да се сгреши, тој лични мислења ги извои како партиски и ги нарече манипулација на граѓаните. Реагираа меѓу другото од СДСМ Виница. Поводот за сето ова е почетокот на реализацијата на проектот за изградба на пешачка патека, кој се имплементира преку програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Конкретно проектот се реализира во партнерство со збратимената општина од Република Бугарија со Виница, општина Банско.